И денеска сме во домот Ранка Милановиќ. Сите вие што ја пратите приказната, знаете дека меѓу другите работи кои што ги снимавме тука и случајот со Чичко Перица, кој 10 години нема излезано од својот дом, од местото тука каде што е сместен практично во буниште, живее меѓу стаорци, човекот е неподвижен и треба да му се помогне практично. Има некои најави од социјалните служби и од полиција дека ќе му се извадат документи, дека ќе се пробие да се згрижи човекот. Меѓутоа денеска сум тука и со колешката од Канал 5, она ќе направи прилог за овој случај, така што пак ќе биде едно немонтирано грубо видео, ќе влеземе внатре и ќе видиме што ќе направиме. Пак ќе кажам, од денес ќе го снимаме бидејќи не е баш безбедно повтор пат да се враќаме таму. Треба да функционира. Да идеме полека, може? Ајде. Каде ова првава зграда беше, така? Значи тука ѓуброво до првите прозори стигнало. Во Сега тука има деца да не ги снимаме. Године времето се оптимизира. А што сега капем натре, така? Стварно? Ајде ќе. Ајде, Како сте, добри? Добро. За Чичко Перица да го видиме. Ајде. Нема камера. Добар ден. Ево овдека живеат луѓе. Бош. Ајде, иди позади се, таму малце. Ајде, да постанеш како маце, да направиш мовеш, да се праќа. Чекам. Тука е темно, не може. Чекајте, проти, немаме светло? Станеш на подобро место. Чекам. Ова не можеш да видиш. Чекам. Чичко Перица, здраво. Здраво. Бевме минатиот пат, не сакаше да се снимаше, да се снимавте, меѓутоа тоа што го објавивме, многу луѓе слушна за вашата приказна и за состојбата во која што сте и се нафатија да помогнат. Ама за тоа да го избуткаме ќе треба, ако сакате, веќе ви го замаклиме ликот, нема да го покажуваме. Ако не сакате, меѓутоа да кажете. Затоа тоа нема ништо ми тужно е. Кој е, кој е гајде ватрно. Ама мора да пробаме нешто да направиме. Ако не пробаме, сигурно нема ништо да се случи. А ако пробаме, ако се согласувате вие, тогаш ќе си ги зголемиме шанси да нешто се деси. Мора Чичко Пеце, мора, не бива вака. Да. Затоа што вака до кога ќе терате? Тука е упорно. Ама секој заслужува нешто подобро. Види како е внатре. Да. Види. Може ли да те снимаме, кажеме? Ликот нема да ти го ова. Ама не, зошто, мислам, не е ништо страшно и ликот да биде не... Ти се со душа си искрен, не си... И Мислам, не, наискрено сакам само да помогнем ако можеме малце, нема никаква, како се вика, само треба да ни кажеш дека може да те снимаме за да не те снимаме, а ти да не сакаш, ме разбираш? Дозволи да пробаме. Во ред? Ова е Сања, колешката од Канал 5. Здраво, Чичко Перица, како? Да, сега... Сега кажи ми како може да застане. Може да го оставам ако не микрофонот тука, пошто ми се гледа, нема место кај да застане. Блиц може ли? Блицо. А у кола има светла да донесам една? Вака може ли? Морам да влезам ја... А сака влези. Или да го оставам на масата, може? Може. Или ако Сања, ако сакаш може да, ако можеш да не можеш да клекнеш уствари. Не бе стави го на маса. Вклучена е? Капотот после да се гуши. Да.
Да, остави го на маса. На пене. Вака може се гледа? Не. Сметам. А, сакаш да дојдеш малце понаму? Буца, дој понаму. Може само малце сега да одиш понатаму, таму мам злато? Ајде сонце, да мова. Ајде малце понатаму за да може да работиме. Фала. Чао, Тони. Фала ви дечки за помош. Шкопирица, кажете ништо за да го провериме микрофонот. Немам место да влезам зашто ќе сметам. Нема. Супер. Може. Кажете ми прво како се викат линии този? Уште имаш му? Путерски, Путерски. Толку Толку време вака живеете и како завршите? А каде живеете? Сега дека трае разговорот на Сања, да ви покажам тука како изгледа. Има голем број ставорци. Дел од овие и за тие работи ги става да не им одат, погледнете. Неверојатни гледки. Е, вака дечки изгледа новинарска работа. Понекогаш. Во Холандија. А што се случи? Како дојдовте тука да завршите? Тука да живеете? Од социјално ви донесува тука. Вие немате ваш имот на ваше име, така? Не? А како завршивте до социјално? Што се случуваше пред 10 години? Ja je postal tam, da je praktično prvi buto. I ti i buta, i to je sad vlekane. Тука, директно таму. Бараките ви ги срушија? Од кога се тие бараки? Пред земјата? Че сам малци извини, да помня. Социјалните бараки, вие завршите тука. Имате ли пензија? Што работате? Ова тоалетите, така? Ќе влезеш внатре? Не влагам. Немам доволно. Сакаш ти да влезеш? Ова е. Само да ви снимам внатре. Натра? Не бе што ќе снимам, јасно. Значи, пробуваме со колешката, со мојата колешка од Канал 5, која што прави цела сторија за Чичко Перица, да пробаме да известуваме, да го изнесат тука, да го однесат, претпоставувам прво во болница, а потоа и да добие соодветно место каде што ќе живее, бидејќи не излегол од дома човекот буквално десетина години и да не се тука луѓе што седат, нема да може ништо да направи сам. А и тука живее него. Никој не спие. Кој спие? Влези снимањето. А кој спие тука? Никој не спие. А, вие се криете. Да, се плашат. Без душа се плашат. Еви, тука. Тука бев. Ај сам оди позади мене да не те снимам во лице, пошто ќе треба да замаглувам после. Може да влеземе негде да видиме како живеат баш тука, ако може. Од оваа просторија. Ускачате ли назад? Зошто? А што ви наносите? Не, нека мене празна ми треба просторија, не. А, ти си мина. Дај ти држи го светлото, ајде.
Тоа. Ова е практично нешто најсредено што го имам видено до сега тука. Ова биле соби порано, така? Ги ќумбињата шога. И ова ќумбиво е само за грејање. Да. А глувци влагат ли внатре? Да, да. Ако гледаш дека ставиме во А што е тоа? глупци, ама има и ставорци внатре. Ставорци внатре има. Сакаш да видиш? Не морам нешто да гледаш. Ајде. Ама нема да мислам нешто. Не бе, не. Ама што тебе те снимиви пријеска? Ама за сега. Ајде, нема проблем, нема проблем. Sočere, tu ličil, tu te slimi? Sočere. Мой телефон. А чекай, внатре живеат ставорци бе, цело време. Eko te si me Ач, тама те под... А вие се знаете кај се стојат? Да, бе, еве, тука се. Ту сме. Ама сега тебе... Боже. 3-4 ставорци има тука. Боже. Да. А Колку години имате чичко пирица? 10 години сте тука. Можете ли некој да работите? Ви работеле ли ако ви даде државата и речок на глава и работа? се чекам, ќе ве чекам доле. Ајде кога чекаме да завршам Чичко пирица, во Алкалуит има работено. Во стварно викат по 4-5 ставорци у соба има. Ке му ќанеш ова. Ема јек. Они дојдоа некле да скинат и вода. Кој? Од водово. Зашо? Не знам као тебе. А нели ова вода не е за пиење? Па да, они ја проверија градска вода, али тие предходно што беа, ја проверија, кажа да не се пие вода. Дека е опасна за здравје. Да. Сега пред кога снимаше ти, после тоа еден ден, така? Аха. Дојдат овие град Скопје и како Аха. водово, да. Водовод. Водостопанството. Да бе да водовод дека нема везе. Они дојде. А не можете барем за ова за глувци отров да ставите, пошто викато секој месец за по 5-6 ставорци има и луѓето знаат каде спијат буквално. Мислам тоа е жива болест за децава. Мислам и за вас за сите. Стават, ама ети не делува. И Не. тоа да малце треба да бидеме пореални. Оно влагат кај што е стварно попрљаво, зашто не влагат пример кај мен во моја просторија. Ама еве тука имаш едно како чистеа, ама Она е најголема грешка зашто ги зема континерите тука. Континерите требаше да останат овде за да не се сварува депо. а пред колку време ги зема? Таму ги одам. Дека гледаш тоа првото видео што го објавивме, луѓето викаат демек и ова било се во многу попристојна состојба, викали кога е дојдено, вика и украдено од прозори до покрив, до дека се е земена колку што може. Тоа да, така е, ама овдека живеа и предходно многу други фамилии. Од кога почна да биде во волку лоша состојба? Па уште пред едно 3 години. Пред 3 години, од тогаш почна бељавата.
Имаше тука и ајдуци, лопови од каде не, од Срумица, од Штип, од Кавадарци, од Велес, од секаде, од Скопје, тука се представува за живење. Не. И така. А оваа правата зграда у таа не влеговме, што му таа? Нема, таа е срушена зграда, таа мислам, се запали таа зграда и Се запали, ја запалил ја некој? запали, да. Да. И таму никој не живее? Нема никој. Таму и опасно е за да оно може и да падне во секој време. Добро. Ќе видиме што ќе направиме сега со овој, како се вика, со чичкоперица. Ако успееме да го трнеме од тука, ќе биде многу супер. Нас не жали, децата наши не жали. Он? Да. И вика, остајте мене, видете тука за деца, за кучиња. Ама не вака звучи како човек кој се откажал од животот практично, ме разбираш? Јас колку пати така со него сме седнале да правиме, не сака да ни каже што е проблем, како е проблем. И не сум го прашал повеќе. Два-три пати го имам прашан и повеќе не. И така ете нон-стоп алкохол мора да му снапдеме, мора, значи мора денеска пола кило до литро ракија за него мора. Значи добро, значи тоа е плюс причина зашто треба да се трне од тука, значи ако е зависник од алкохол човекот. Абе не само што е зависник, видовте внатре така. Да. Е болови има, глувци. Глувците шетат, он си лежи. И што да На него шетаат. на него шетат. И тоа се не видовме, ама јас минатиот пат видов неколку стаорци, тоа се огромни, не се некои глувчиња мали, баш стаорец од 30-40 сантими. Али мислам многу е чудно изгледа вака, ама веќе луѓето си ги знаат и стаорците што се у нивни соби, знаат точно кај спијат, што прават. Као дел од тоа. А и што? ова, да, мислам, ова може да Што се љути, она има проблем, нешто? Вчера имавме еден проблем овде, Аха. кучињава, значи Добро. има многу кучиња скитници овде, што стварно не се наши кучиња, еве, као за мене, Добро. пример, јас имам ова и уште едно кучиње. Добро. Ама има други кучиња, вчера нападна еден човек, касно, во 1 сат, и човекот немаш, знаеш како да се одбрани, зема со бекатон, почна да фрла навака на кај нас, на кај прозорците. Аха. Ама јас ја видов работата што е и стрчаа сите комши, што е. И мислам, човекот не беше стварно крив. Ако може некако да се тргнат кучиња од тука. А овие мислам дека се ваши овие тука што Не. Овие се кучиња тука, нешто што многу луѓе исто донесоа кучиња тука. Ги остават со кутии и се тргнуваат. А не се наши кучиња. Ова е моја, ова е за стаорци, прва мајка. Што ги фаќа? Ги фаќа и ги убива сам. Озбилно? Да. Има уште многу за фаќање. Ги фаќа и ги убива. Не знам што направија, дали да се качеме уште пак гора. Па, мене да ти кажам, не ми се качува горе, жени. Да. Многу. А гледате ова што чади, сега ќе ги покажам. Ова практично секоја соба си има ќумбе што е за грејење. И ова се гори, што горите највеќе? Значи, Дрва сигурно нема, туку добро бе, кажи се сега, нема ја веза. за мене не, ја за мене не горам. Нешто ја горам само дрво. Само дрво, а други Другите користа, свашта. се што така. Од патики, од ма свашта. И гардероба гова. Па. Се што гори, така? Сега нема со што да се грее. Ладно е. И то на дуо од секоја страна. А од кога ви исклучија, од кога нема струја тука? Има и оддавна, има 3 години тоа сигурно. 3 години без струја. Да. Е почнува и да врне. Чека да видиме само до кај се овие. Ај ќе влезам јас сам. А луѓе, миризбата не можам да ви објаснам на што мириса. Значи, ваква смрдја неам осетено никаде. Не пробувам да најдам некои зборови со кои што ќе опишам на што мириса, ама не можам да најдам. Сега
Сања, готови сме? Сања, готови сме? Да. Ајде, има поле. Кој ми селфи од внатре, пошто Мислам да видиме побрзи малце, пошто да не... Готови сме? две деца, ако сакаат, Како? две деца нека ми најдат да ми кажат кои им се желбите. Две деца. Две деца? Сама там, ама Добро. Сега ќе му кажам. Те чекам доле, симнете се. При крај сме тука, уште две кратки изјави и одиме. Чеј, дечки. Снимам уште. Слушај, би сакале две децата збора да ги снимаме во ноза без лица? Две дечиња, нешто да исто да кажат за тоа како живеат тука, ќе ги снимаме во ноза, нема во лица. Сакаш ти да збориш? Ајде бе, навести ќе тима. Нама на стиминела тука мој. Ела медит. Ела керлак. Ама на сикавна ту, само ко... Нема да се гледа лицето. Еве, ја не ве снимам вас во лица. Капучото са фен најбилаче. Ајде сега. Ајде века, не почнало да врне дечки. Дојди ваму. Ва. Добро, генерално тоа е тоа. Значи, ова видео имаше и за цел да видите каква е новинарската работа, бидејќи како новинари многу често сме мета на критики, на закани, на претни и така натаму, меѓутоа можеби не сите знаат како изгледа нашата работа. По ова видео оцен нели обидот да му помогнеме на чисто на Чичко Перица е да видите отприлика како изгледа работните денови на дел од новинарите. Се надевам дека ќе снимиме уште едно продолжение на ова видео и тоа со конкретен резултат, односно дека Перица и децата од тука ќе успееме да им помогнеме пред со медицинска некаква заштита, а за човекот Чичко Перица да биде хоспитализиран и ставен во институција каде што треба.